Започна четвртата поред Балканска колонија на ракотворци, која се реализира под покровителство на општина Битола со поддршка од Министерството за култура. Колонијата ќе трае до 19 август, а во неа учество ќе земат над 50 ракотворци од земјава и од странство, најавија организаторите. Овде ја ќе правам 1 метар диаметар, ова табла ќе земаме 1 мермажија, после во студенти одма ќе правиме мозаичи, ќе редеме помалку, ќе редеме. Така. Како се вика таа техниката? Мозаик, табла. Еве овде моја каталог материјалите имат, ако видите, оваќе. Овој материјал ќе правиме овде со студенти. Балканската колонија на ракотворци започна со 2 изложби. Индивидуална изложба на Симеон Златевски, собственик на најмалиот етно музеј на светот, кој им обезбеди вечност и траење на околу 2000 етно предмети, и изложба на Александар Ѓорѓиев, пасиониран влюбеник во македонското античко, ранохристијанско и средновековно наследство, а во фотографијата се одразуваат импресиите кои во неговиот објектив ги рефлектира современата архитектура. Во музеот, кој има 7,2 метри квадратни, во почетокот сместив 1150 предмети. Потоа се прошири музеот на некој начин со предмети и стигнав до бројка околу 2000. Некој ќе праша што имате во музеот. Да ви кажам нескромно, ама вистинито, тоа се предмети од вашите предци, од нашите. Нема што нема. 30 врсти на материјали, оружје, предмети од домаќинството, верски реликви, накит, потоа делови на носи, значи разни мерници кои се служеле нашите предци. Фотографијата си ја доби својата автономија, значи порано во процесот на изработка на фотографиите многу наликувале и на сликарски платна, бидејќи сликарството е како дејност и како уметност многу постаро од фотографијата. Учесниците годинава ќе работат на мотивот петиглестиот бор молика и пелистерската, односно кафеавата мечка, во соработка со Заводот и музеј, инспирација на учесниците и мотивот на големата базилика во Хераклеја, велат организаторите на оваа манифестација.